Да си кажеме, добре дојдовте. Кој ја распалува Македонија? Прашање кој секој од нас се погласно си го поставува, особено откако по бројните шумски пожари, кога гореше цела Македонија во текот на летните месеци, сега ни горат и депониите. Дали станува збор за нашата граѓанска неодговорност, па доволно е само една мала искра за да направи голема беља, или пак станува збор за нешто многу по-сериозно. Дилема за денешните гости во, да си кажеме, Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во Министерството за внатрешни работи, и Владимир Пивоваров, поранешен разузнувач. Господа, добре дојавте во Телмо. Исто и поранешен началник. Во истата единица. Така, во секој случај под еден наслов експерти за безбедност. Пред да ги чуем вашите размисли, би сакал на истата тема да ги чуеме и... Поздравиме гледачите на Телма телевизија и благодариме за поканата. Да. Ке имате можност и повторно се обратите. Претходно би сакал да ги слушнеме и граѓаните на тема што мислат на прашањето кој ја распалува Македонија и каков е одговорот на надлежните институции. Околу пожарите кои што избувнаа во Скопје во последниот период, дали сметате дека надлежните добро се справуваат со нив? Да, добро. Сметате дека беа подметнати? Веројатно. Па мислам дека се подметнати, као го делам мислењето на грото од нас, народот, и мислам дека треба нешто да се направи пак околу тоа. Можно е да се подметнати, а и брзо ги изгасија. Не можеме да ги критикуваме, луѓето се трудат, па колку може толку. Свеста на човекот треба да работи. Сега дали мислам толку се чести да има сомнение дека се организирано подметнати. А добро се справија надлежните со нив? Па мислам дека работеа максимално. Не може да им замерам, мислам дека полошото е тоа што ги палеа, мислам, и се чини организирано, а сепак мислам дека државата максимално направи. Да ти кажам, не знам девојче, таа тема не се мешам со искрено. Да, ете, ги слушнавме граѓаните, во продолжение ќе ги слушнеме и размислите на Владимир Пивоваров и Љубомир Ѓурчевски. Претходно само да ги потсетам и гледачите и вас како вовет неколку изјави од челниците на владата, премиерот Мицковски. Сакам да упатам апели до граѓаните дека вакви подметнувања и диверзии ќе има и во периодот кој што следи, затоа што има центри на моќ во државата, но и надвор кои што не сакаат оваа влада да успее. Премиерот Мицковски на 14 септември, министерот Тошковски: факт е дека во 3 дена ни горат 4 депонии во Скопје, што диви, што легални, Господ не може да ме убеди дека ова е случајност. Потоа вели, како надоврзување на првата изјава на премиерот, постојат индиции во она што го говореше и премиерот и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, мисли на Ангелов, кој рече дека Македонија е мета на хибридни напади. Прв всушност го ја отвори таа тема. Тошковски рече дека во интерес на истрагата во овој момент не може да сподели повеќе детали. За ден подоцна исто така министерот за внатрешни работи да каже дека за депонијата Вардариште, дека живеат таму околу 200 луѓе за жал и дека за трајно решение на проблемот е потребен системски пристап, а дека има индиции дека мал дел од луѓето кои живеат таму ги предизвикуваат подпалувањата на каблите кои се случуваат често таму. Еве ова доволно вака како еден сублимат на изјавите на официјалните лица што беа дадени деновиве и како директно прашање кој всушност ги предизвикува, кои се пироманите? Од надвор се, од внатре се или од граѓанска неодговорност па се случуваат спонтано? Повелете, Пивоваров. До мене е прашање. Да. Добро, благодарам. Значи, прво мора да сватиме дека поставивме две крајни констатации од натре, од надвор. Меѓутоа, сепак истрагата треба да покаже кои се причините. Нормално, после спроведување на истрагата се направи заклучок, анализа, согласно прибраните материјални докази, согласно прибраните вербални докази, значи да се види дали ова што го зборуваат политичарите е вистина или не е вистина, зашто деновиве се среќаваме со изјави каде што немаме поднесено кривична прижива која не ја прочитавте, а имаме индиции. Ако имавме индиции, зошто не спречивме? Значи, суштината на полициското работење за благосостојба е превенцијата. Ако немаме превенција, после последицата секојаш каскаме. Имавме случај нели во Кочани, Немилиот Настан,
веднаш излезе владата соопштение ќе се проверат сите дискотеки. Зошто во претходниот период не беа проверени? Значи не се научивме на една страотна грешка. Сега слушаме дека владата вели ќе ги провериме сите диви легални и нелегални депонии. Зошто сега да проверуваме кога настана последицата? Значи сето тоа системско решение што разговаравме со колегата. За одговорот на институциите ќе зборуваме подоцна. Прашањето беше мотивот и кој ја распалува. Па затоа велам мотивот ќе се утврди во моментот кога ќе имаме спроведено истрага, а тоа е главното прашање за да дојдеме до конечниот заклучок. Дали се работи за центри на моќ странски или се работи за домашни. Значи тука е главното прашање. Значи не можеме сега да зборуваме за мотиви кога веќе претпоставено може да зборуваме за многу мотиви. Меѓутоа, полека истрагата ќе ги намалува сите недоречености кои не се кажани и нормално нема да се каже додека се води истрагата. Тогаш може да кажеме која е конекцијата, дали има конекција како што се вели помеѓу пожарите, дали има хибридна војна. Многу страшна изјавата хибридна војна. Значи, за кажете хибридни напади. Хибридни напади, значи тоа е војна стратегија, термин кој се употребува, кој значи употреба на конвенционални и неконвенционални, во нашава ситуација неконвенционални средства, значи кон кого се насочени, зошто се насочени, која е целта, кој е мотивот на тие кои сака да ја спроведат таква хибридна војна. Еве, поентата на Пивоваров од првиот одговор е дека задоцнуваме во превенцијата и дека треба превентивно да се интервенира. Немаме никаква превенција. Добро, но зборуваме прво за мотивите. Ѓурчевски, дали се согласувате со? Јас се согласувам во целиот дел, пошто пазете превенцијата е основно нешто што треба да спречи сторување на кривични дела и да ги елиминират сите можни последици од сторените кривични дела. Тоа е начелото со кое што сакаме изборуваме за генералната превенција и општата превенција по сите тие делови. Но суштината е во овие изјави што вие ги прочитавте, затоа не сакаме да ги коментираме политичарите и нивните настапи во јавноста, од проста причина што ние сме кривичари и секој пат оставаме се држиме до законите. Согласно законот за кривична постапка, индициите, основаните сомненија во нешто опипливо треба да ги претворите истрагата со поднесен обвинителен акт. Ние во конкретниот случај, значи сега само располагаме со основани сомненија дека можно е тоа, можно е такво дејствие, можно е субверзивно дејствие. Јас не би зборувал за хибридна војна, затоа што хибридната војна е мешавина на нешто, на повише. Дури и атомската војна можете да ја составите, дали е конвенционална, дали е ваква или таква. Но специјалните методи кои што ги употребуваат криминогените групи, користејќи ги и јавното мислење кое што го создаваат медиумите, остават простор за предизвикување на страф во јавноста и несигурност, создават простор на несигурност, кој што простор на несигурност, особено во време на избори и предизборни кампањи, секогаш политичките елити гледаат да го употребат и да го злоупотребат со цел да ја нападнат. Пазете, право на опозицијата е секој пат да викат оставка. Тоа е нејзино право. Целта е како да дојдат на власт, нели? Да ги наоѓат грешките на владата и да врз основа на тие грешки издействуваат нејзина оставка, односно да предизвикат избори. Но сега ние сме веќе во еден изборен период каде што валканата кампања почна. Мене тоа ме загрижува. Што почна валканата кампања и обвинување без соодветни докази. Значи, за вас нема дилема дека не станува збор за изолирани инциденти, туку дека станува збор за намерно подметнати пожари. Зборувам за овие конкретно со депонија. Каже тоа прашање. Добро, кога вие бија водели истрагата или каква е теоретски, како се води теоретски истрага во однос на подметнат пожар во депонија? Како би ја насочили истрагата за да се дојде до мотивот и до евентуалните сторители? Дозволете само на кратко со колегата една мала реплика. Зборува за основани сомненија. Основани сомненија се висок степен на веројатност дека имаме познат сторител. А основи на сомневање е највисокото. Значи, нигде не слушнавме во изјавите на званичниците дека се работи за кој степен на веројатност на таквите индиции за кои они зборуваат. Значи, тука е главното прашање. Фразата што беше употребена од министерот Тошковски е индиции. И да не навлегуваме во политиката. Така. Да не навлегуваме во политика, затоа што ако ги прате социјалните мрежи, ќе видите две диаметрално спротивставени гледишта.
Значи секој својата заседа, ја велам, дава свој заклучок. Значи едните велат ова е да, хибридна војна, центри на моќ. Од друга страна вели не, вие тоа го правите затоа што немате ништо покажано во вашето делокруг на сеопшто работење во општеството и затоа самите ги измислувате овие тези. Чадот не е измислен, пожарот не е измислен. Не, апсолутно за зборувам дали е хибридна војна или не е хибридна војна. Значи меѓу себе луѓето на социјалните мрежи имаат диаметрално спротивставени видувања за ова. Јас употребив термин субверзивни действија. Субверзивните действија се и пропагандата, ова што сега го зборуваме. Затоа велам да оставиме на истрагата. Меѓутоа каде е кај нас генерално во нашата држава главен проблем со истрагите. Истрагите траат долг временски период, тој долг временски период остава простор за можности за шпекулации, за лажни вести, за прибирање политички поени. Зошто траат долго истрагите? Немаме добри професионалци или други се причини? Значи ова е прашање кое е многу тешко да го одговориме затоа што со години и години се создаваше една аморфна маса во институциите кои треба да ги водат истрагите. Значи неквалитетен кадар, примање по партиска основа. Второ, основни средства технички ние многу сме далеку од онаа до каде е стасано и форензиката и останатите науки, каде што денеска употребуваат најсовремени средства. Кај нас се уште ние сме многу далеку, најверојатно поради финансиските состојби во нашата држава, нема во буџетот доволно пари да се набават такви средства за да можеме многу побрзо, многу поедноставно, затоа што само материјалните докази ја зборуваат вистината. Се што е вербала може да има примеси позитивни, негативни, значи не може да дојдеме врз основа на вербални докази до индиции. Значи само врз основа на материјални докази. Ѓурчевски, како вие оценувате досега ефикасноста на надлежните служби во истрагата околу пожарите и наоѓањето на Јас за тоа сум кажал во многу медиуми. Значи, валоризацијата на постигнатите работни резултати на Министерството за внатрешни работи е крајната судска пресуда. Значи, што тоа подразбират? Обвинителството да си ја заврши, да постапи по поднесените предмети од страна на полицијата, каде што викаме има прибрано одредени материјални или вербални докази, но обвинителството стои на врвот. Јас уште во носењето на законот на кривична постапка, измените од 2013 година, кога истрагата од надлежност на Министерството за внатрешни работи на полицијата помина во надлежност на јавното обвинителство и укинувањето на истражниот судија, кажав дека тоа е многу лошо решение, кое што многу лошо решение ќе не доведи во една ситуација да имаме предолги истраги и тоа ни се случува. Затоа што во Законот за кривична постапка јасно и гласно стои. Но одговорот на колегите новинари од обвинителството кои побараа изјава од таму, велат обвинителството е орган што во согласно со закон ги гори сторителите на кривични дела, додека нивното откривање е во надлежност на Не, дозволете, пред истрагата и прибирањето на оперативните податоци, она што викаме ние индициите од терен, за сторено евентуално или не сторено кривично дело, полицијата го работи со посебни извештаи и известување на обвинителството и после тоа веќе отпочнуваат преземање на действија по насоки на обвинителството. Тоа се измените од законот, нека не се амнестират обвинителството кое што е единствен надлежен орган за откривање, докажување и процесуирање на кривичните дела. Значи тие се тие. Полицијата на времето имавме ние истражен судија, преку кого што одеа действијата, а јавниот обвинител беше само во ситуација на коректор, односно застапувач на сето она што ќе биде изработено во истрагата заедно со истражниот судија. Сега ние не ги користиме доволно надлежностите на судијата на претходна постапка. Зошто викаме? Последно и Велешкиот случај, сега е тој тема на разговор, каде што треба кој барат определување на мерки притвори, кој изрекува што е, но истото се враќаме кај пожариве. Вие многу убаво во изјавата кажавте, таму има лица кои што живеат. Ја зошто реков основани сомненија? Затоа што имаме поднесено кривични пријави или посебни извештаи за сторени, за прибрани основани сомненија против одреден број на сторители кои што се 40-тина вкупно. Да, 40-тина кои што се пријавени во обвинителството. Обвинителството треба да си преземит истражни действија во врска со тие. Ако тие основани сомненија
се дојдит до доволно материјални докази да се поднесет обвинителен акт, окей, а ако не, они поради немање на доволно докази, ќе си ја отфрлат кривичната пријава и никому ништо, тоа е надлежност, тоа е согласно закон, каде што ќе каже дека нема елементи на кривично дело кое што се гони по службена должност или нема доволно докази, завршена е приказната. Пивоваров, ако потврдивме во делот на превенцијата, како го оценувате досегашниот тек на истрагата? Еве имаме факти, колку лица во притвор, колку лица осумничени, какви индиции се разгледуваат и можни сценарија, што вам ви изгледа Тоа не значи во крајна дистанца кој ќе се заврши истрагата дека тие лица кои за време на истрагата ќе бидат притворени, кои ќе бидат повикани на разговор, тоа е само статистика. Значи конечниот резултат кој ќе заврши, значи кој ќе добиеме на крај пресудата, значи и највисока судска инстанца, тогаш ќе знаеме. Меѓутоа вие спомнавте дека таму живеат 200 лица. Па која е логиката тие 200 лица, а сите велат дека 35 години се случува сукцесивно оваа појава на палење на самата депонија поради лукративни цели нивни, нормално за да преживеат луѓето, меѓутоа никој не превзел ништо. Тоа е оној дел што збориме превенцијата. А сега е главното прашање, ако тие 200 луѓе таму живеат и ако тие се, да кажем, во делокругот на осомничени лица кои ги предизвикуваат овие пожари на таа локација, значи која е врската со центрите на странска моќ? Пресериозна е изјавата дека имаме центри на странска моќ. Факт е дека Балканот е секогаш интересно геостратешко подрачје и дека е никогаш мирен. Факт е, нели, дека на Балканот се сретнуваат интересите на големите сили и дека е многу лесно една мала искра да направи голем пожар. Извини, Владо. Можно ли е да се разгледува и такво сценарио? Може, пазете. Кому е жртва? Од надвор гледано одговара на Хрватска 85-та година, бивша Југославија, посебно Далмација, беше жртва точно на такви подметнатни пожари, каде што гореше цел Велебит и цела Динара. Јас сум во тоа време во младина и ги следев и имав можност да читам списание на Тањук. Строго доверливо. Значи, каде што беа објавувани, затоа што тие отука, ако добро се погледна тие материјали во тој период, од тие субверзивни действија, неслучајно е и изјавата на премиерот дека тоа кривично дело, подметнување на пожари, ќе го изедначиме, односно во делот на рамките на тероризмот со измени на кривичниот закон во нормално во постапка. Министерството за правда, јавна расправа и така натака, значи како што се одат процедурите за измени и дополнување на тој закон. Факт е дека кај делот на еколошките кривични дела од главата 22 ни е потребно одредени измени, но ние, господинот Пивоваров ги чепна, ги начна системските слабости. Задрисла. Викаме, 34 години наназад таму живеат луѓе. Тие, единствена екзистенција им е собирање на секундарни сировини, на отпад и од негова продажба. Каде беше Министерството за труд и социјална политика години наназад да го решава тој проблем? Ние сме сведоци дека такви населби не никнува и позади Александар Палас во тоа џубриште тука на патеката каде што се пешачи, па ги решававме и така натака и така натака. Значи, пазете, има сплет на институции кои што праеле во кои што имаме енормни пропусти за да ни се создаваат и диви депонии, и нефункционалност, и немање на евиденции кој откупува, што откупуваат, од кого откупува, дали таму има предмети, други сторени кривични дела од кражби и така натаму. Јас се обидов да најдам податок за точниот број на диви депонии во Македонија, таква бројка нема. Има околу 2000, околу 2000. Само на територијата на Скопје околу 1000. Ама пазете, никаде немаме регистар на точно тоа. На депонии, тоа околу Министерството за екологија треба да го претвори во јасна статистика, односно точна евиденција. И Поред повторно се враќаме на превенцијата, што правеле институциите 34 години од независноста, не сме направиле добар систем за да се покријат сите сфери. Повторно јас ќе вратам на мотивите пред да одиме на делата од еколошкиот криминал. Пазете, треба да ги имаме и елементарните непогоди во предвид.
високите температури, лесната запаливост на одредени материјали. Тоа е само плодна почва, искра мора да има, нели? Да, искра, да, Сега ако се отвори сценариото на хибридни напади од страна, од надвор, тогаш многу поверојатно е дека некој од внатре. Не, јас не би ги политички или исклучил. криминални мотиви или комбинација од едните и другите. Не би ги исклучили тие хибридни напади од надвор. Зошто? Таму го гледам економскиот интерес на сите оние, јас за тоа имаме пишувано, а изборувано, на сите оние кои што извезуваат отпад, а Република Македонија стана едноставно, не само Република Македонија, целиот Балкан станува едноставно депонија за депонирање на некој отпад од надвор кој што треба да ни дојде. Вие гледате, го следевте случајот, нели, со канцерогениот мазут. Што ни се случи? Па западните земји плаќаат некој да го изнеси тој мазут, не да го купите на пазарот, него ќе ви плата да го изнесите. А овде кај нас тој се употребувал како енергенс. Мислам, има еден куп сплет, ова што викаме индици, каде што укажуваат на можни високи економски интереси. Еве, јас ќе ви нафрлам една друга работа. Кој тоа во Ергеле и Владо и јас знаеме, тамо беа краварските фарми на млекара Скопје, тоа беше земјоделски комбинат. Како е приватизиран, што е приватизиран, дали тие штали ги исполнуваат условите за да некој врши таква дејност тамо со откупи, промет со сировини, рециклажа и така натака и така натака. Значи има еден куп прашања на кои што треба истрагата да даде одговор. Воделе евиденција на откуп, не воделе евиденција, извезувале. На законот за отпад ги регулира тие. Да, сите работи, ама и јавниот обвинител во истрага. Чуеме пивоварот да. Во однос на мотивите, ако не е од надвор, пошто за вас тоа изгледа помалку веројатна теза, дали од внатре е политички или криминална или комбинација од двете, или повторно е граѓанска неодговорност. Пак ќе го даде истрагата. Меѓутоа, доколку постојат, како што се наведува, некои сили и центри на моќ, не дај Боже да се тоа некои политички партии како што се насмеруваат изјавите. Значи, со закон таквите треба да се забранат. Меѓутоа, што правиме во ситуација ако ова само еден памфлет и не е ништо поврзано со тоа? Што правиме во таква ситуација? Кој ќе има одговорност? Никогаш никој нема одговорност кај нас. Затоа што со ваквите изјави, верувајте, од граѓаните, пријатели има многу, значи веќе се чувствува она доза на страф кај луѓето. Најлесно е да манипулирате со луѓе кои се во страф, во свој интерес или против некој опонент од другата страна што се наоѓа. Тука е главниот проблем, меѓутоа велам, дај Боже час поскоро се заврши истрагата. Еднаш да имаме ум да сватиме дека истрагите се најбитниот сегмент за завршување, оној рок на нивно завршување. Не може вечето да имаме истрагата ево тек, истрагата ево тек, а изјавите остануваат. Зошто ако за пожарот на модуларната болница во Тетово истрагата не заврши како што треба, истрагата за автобуските несреќи и така Ласкарци и таа во Бугарија не даде очекувани ефекти, ова би било сега поинаку? Точно е. Значи, само за ваше знаење, дека за случајот во Бугарија, тогаш бев национален координатор, ние известуваме за случување што се случуваат на граница. Значи, координативниот центар по електронски пат 168 пати ја има известено царина пред да се случи настанот за немање на меѓународна дозвола, они шоферите викаат интербус дозвола за возење патници во странство, пошто ти имат посебен критериум. Што се случи од тоа? Ништо. Така, кој одговараше? Никој. Кој одговараше за модуларната болница во Тетово? Мислам дека трае постапката за овие како се вика. Поред вас добро беше водена таа истрага? За мене не. Бидејќи има многу прашања кои се пропуст во самата истрага. Зошто? Затоа што не е само тој кој имал правна обврска за нешто да превземе или да не превземе, туку има многу моменти од самото отпочнување со конструкција на самите објекти. Ако царината била 168 пати известена дека автобусот што излегува од Македонија нема меѓународна дозвола. Не автобусот, зборам за многу други случаи. Ние имавме соработка, меморандум со Сдружение на автобуски превозници. Ние тие информации ги добивавме и истите информации, значи веќе документирани со снимка, со се, ги доставуваме до надлежна институција. По законот, надлежна институција за прашање... Вклучен ли е истрагата некој од царина? Од царинската двајца цариници, колку се сеќам, не знам како завршија постапките. Значи не само БЕСА Трансавтобусот, туку и други компании возеле без вие ме прашувате за нешто што не сум бил вклучен. За конкретниот случај сум вклучен. Затоа велам, каде одиме? Да се вратиме на темата. Кој е следен? Еколошки криминал, праксата покажува дека се многу благи или никакви казните кога станува збор за
еколошки криминал, иако во кривичниот законник е додаден и уште еден член и звучи страшно екоцид. Иако една добра глава од 218 член до 234 опфаќа кривични дела против за загрозување на животната средина и тука е се детално и убаво објаснето зошто се мали санкциите. Повторно ќе се вратиме на истрагата или дозволете, неслучајно јас реков, набројав еден куп работи кои што треба во истрагата јавниот обвинител при превземањето на действија, односно издавање на наредба према органиве надлежни за водење на тие действија, полиција, финансиска полиција, управа за јавни приходи, царинска управа, кои што се органи кои што учествуваат нели по наредба, неслучајно ги набројав. Како откупувал, што откупувал, каде извезувал, имал ли дозволи, немал ли дозволи, плаќал ли даноци и така натака. Зборам за Трубарево, затоа што таму имаме правен субјект. И јас сега не слушнав неколку дена по Трубарево пожарот, колку, дали има Министерството за заштита за животна средина, тот листа целосна, колку такви субјекти имаат право да го работат тоа што го работеле во Трубарево. Ја нема никаде царинската управа да излезе со точен податок. Колку отпад и дали увезуваме уопште отпад? Или само се тоа јавни поговарања? Ако увезуваме, кој отпад го увезуваме, што го увезуваме, кои се фирмите што го увезуваат, каде го депонираат, каде го складираат и дали имаат елаборати за противпожарна заштита. Не може таква фирма која што се занимава со таква дејност да нема цистерна припремена со хемикали за брзо интервенирање во услови на и одговорот на актуелните би било институциите се разорени и не можеме. Меѓутоа еве има време да се има еден куп надлежности кои што јавниот обвинител во истрагата треба да ги докажи и да ги земит и од тоа да изведи докази да имаме санкции. Факт е дека кривичните дела, но ако го погледнете само кривичното дело 230 загадување на воздухот од главата 22, тоа се кривичните дела против еколошкиот криминал, против екологијата, вие ќе дојдете дека тамо казни имаме и до 10 години затвор, од 3 до 10, од 5 до 10 имаме остри казни, зависи од ставот и зависи од начинот на сторување на кривичното дело. Но проблемот е кај нас неефикасноста, она што викаме предолго траат истрагите, а ако согласно закон стои 3+3 месеци, јавниот обвинител во рок од 3 месеци треба да се изјасни има дело, нема дело. Ако има дело, ако обезбедил доказ да поднесите обвинителен акт, ако нема дело да донесите решение, не може тој да ја продолжувате истрагата до безвест. Ние имаме ситуација кога сите овие истраги, ние не сме имале само во последнава година вакви пожари, па депонијата Дрисла горела и порано, други диви депонии горели и порано, па Тетово гореше пред 3-4 години во строг центар депонија, нели во Тетово ако ви текнуваат, исто така медиумите, па Тетово беше загаден град, ненормално. Значи ние тој проблем во делот на заштитата на човековата средина, факт е дека треба од корен да го измениме. Со измени на законот, на кривичниот закон, со надлежности, јасно определени надлежности на институции. Не може некој да добие дозвола да врши стопанска дејност, а инспекцијата тоа да не го контролираат барем еднаш во месецот и да немаме ова што викаме, немаме евиденција колку диви депонии имаме во државата. И да не знаеме кои се има дозвола и лиценца за управување со отпад, за транспорт на отпад, за преработка, за складирање. А во основа сите викаме дека лиценцниот систем во сите области, не само во делот на екологијата, ни е криминоген фактор. И повторно на крај испаднат виновни граѓаните, бидејќи не успеавме да создадеме ефикасни институции. Мито и корупција ни процесираат. Само да се надоврзам, вие спомнавте за членот кој предвидува казни затвор, колегата рече до 10 години. Има и 292. Океј, сакам да кажам, казнената политика во делот. Значи, парламентот, мислам, со консензус треба да ја прифати казнената политика во заострување на санкции. Мислам дека тоа е единствениот начин за превенирање на овие дела. Меѓутоа, она што предмалку ме прашавте, не ви одговорив, значи, кога зборуваме за изјавите, дека тоа се работи за странски домашни центри на моќ. Доколку е така, не знам зошто у која нормална земја не би бил свикан прво Советот за безбедност. Нормално дека не имаме кризен менеджмент, управувачки тела и се тоа. Меѓутоа, главните смерници и насоки за постапување на институции и задолженија во ваква тешка ситуација, екоситуација тешка зборувам, Советот за безбедност. Не знам зошто тој не е свикан. А ако ги погледнете изјавите на председателката наша во низината предизборна кампања, многу убаво зборуваше токму за екогеноцидот. И мислам дека тоа ги воодушеви сите граѓани дека ќе имаме поздрава животна средина. Ние не сме свесни колку имаме нездрава животна средина. Сметате дека
дополнително треба се заострат казните и покрај тој член што предвидува тешки дела против општата сигурност. Секако. Може да се Значи да се овие издигне на ниво на тероризам. Казнената Меѓутоа, политика. ова не е дел од вашата емисија, меѓутоа би предложил, бидејќи секако ова го следат гледачите, односно надлежните институции, во делот на корупцијата. Исто така, тоа го направила Голда Меир, 68 во Израел. Значи, корупцијата на крај е еден од главните чинители на сето ова што ни се случува. Во делот на корупција почнува и непрофесионално постапување. Тука е главниот проблем. Значи, и за корупција да се издигне на ниво на, во Израел било тоа државно предавство, кај нас, како колегата што каже, на ниво на тероризам. Тоа е главниот тероризам кон државата. Од корупцијата се потекнува. Тука е главниот проблем. Ако затаивме во превенцијата, ако истрагите ги водиме повторно така како што ги водиме, бавно или недоволно ефикасно и недоволно стручно, каков епилог очекувате од овие пожари од депонијата? Очекуваме во петок резултати, што сме дишале како скопјани? Најбитното прашање, јас не очекувам брза реализација, односно брзо процесуирање на сите овие поднесени пријави и на сите овие осомничени лица за сторени кривични дела. Имајќи го во предвид ефикасното работење на јавното обвинителство и се додека не направиме некои покоренити измени во делот на јавното обвинителство и во делот на делот на судовите, каде што мора да дојде до израз надлежноста на законодавната власт. Таа го има легитимитетот на граѓаните, таа е на избори и ако таа ти изгласат недоверба, нема што вие да размислувате дали ќе поднесите оставка или нема да поднесите оставка. Но, затоа викам дека ни се потребни измени и во делот на законот за јавно обвинителство, и во делот на законот за судство, и во делот на овие закони, во делот на екологијата, и во делот на лиценцниот систем. Корупцијата е смртта на системот, да не се лажиме. Од тука почнува се. Тука почнува се. И ова е само надоградување што сите се согласуваме. Јас не случајно зборам како добил лиценца во Оштала, каде што беа чувани крави и овци во Ергеле. Па јас го знам тој терен, таму сум учил, таму сум студирал, сум одел на факултетот, средно полициско 4 години, но студирал. Добро, ете вашето поранешно полициско искуство и разузнавачко, што ви вели како сен сега? Дали ваквите пожари ќе продолжат? Ќе имаме ли други големи вакви случаи, страшни и опасни? Прашање е само кога повторно ќе продолжат. Не само што ќе продолжат. Прашање е само кога ќе продолжат. Значи дали утре, дали прекутре. Затоа што ние само декларативно зборуваме ќе, а ќе е глагол од едно време лажам. Значи ништо не се превземе и повторно очекуваме нешто ново да случи. Мора конкретно да го рестартираме еднаш за секојаш системот. Кој има знаење и умешност да си продолжи со работа, кој дошол преку некоја врата, дали со корупција или партиски, да си замине на биро за вработување. Вистински луѓе да си дојдат во институциите и вакви проблеми нема да случат. Главен проблем е немањето пари во буџетот. Затоа ние предложиме, се извинувам, за парите. Кога зборуваат сите институции, ги слушам дека нема пари. Значи, ние дадовме како координативен центар предлог и во Брисел, и во нашата влада. Дајде сите гранични службеници на високоризични работни места седнат на полиграф. Знаете што вели економски факултет, еминентни професори, дека државата од тој криминал на граница губи 1,5 милиарда евра, кои треба да се слеат во буџет, а не во приватни джепови. Знаете што значи ако има 1,5 милиарда евра во буџетот? Значи имавме и, како што вели колегата, и противпожарни возила, и техника, и форензика. Мораме да завршуваме и што би препорачале како експерти за безбедност две итни мерки што треба да ги преземат надлежните. Јас само олку ќе кажам. Од сега се преземаат превентивни мерки за наредната година. Ние не знаеме наредната година со каква температура ќе се соочиме летото. Значи од сега треба да се чистат шумите, треба да се сега се занимаваме со загадениот воздух, да, во јули повторно со пожари. Да, значи треба од сега да ги почнеме превентивните мерки и од сега треба да ги почнеме силните делувања на терен во евиденција на дивите депони, нивното ставање во систем, контролата на дистите и така натаму, зборам и на легалните депонии и на сите оние кои што се занимаваат со откуп. Не смеат институциите да лежарно се однесуваат. Па добро се случи, не се случи. Каде сте вие? Вие сега треба да делувате додека не се случи. Кога ќе се случи, завршена приказна. Две итни мерки за крај? Мојот предлог е малку поинаков. Институциите, значи не само владата да им е теркало да почнат да работат, него вистински да почнат да работат за она што се платени, согласно опис и попис на работни задачи. А не тие да гледат само во попартиски штабови што се случува, како се случува, која позиција ќе добијам, поголема, помала.
Значи да се свати сериозно работа, да се извршуваат своите работни задачи. Затоа ние граѓаните ги плаќаме тие луѓе. А не ги плаќаме за да лепат плакати или не знам, по партиски штабови или ботови по интернет да. Значи тука е главниот проблем кај нас. Тие не чувствуваат никаква одговорност и пред кого треба да поднесат извештај за нивното сработено. Тука е проблем. Ние никогаш не слушнавме од тој директоратот за животна среда. Никогаш не слушнавме што сработиле, каде сработиле, како сработиле. А депонии никнуваат секој ден на секое ново место. Кој е виновен? Па ние сами граѓаните, нашата свест е на ниско ниво. Зошто? Зашто нема казнено. Затоа ја поздравам предлогот за воведување најстроги санкции за ваквите кривични дела. Владимир Пивоваров, Љубомир Ѓурчевски, ви благодарам многу за гостувањето во емисијата и за вашите Благодариме размисли. за поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Да си кажеме. Ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.